оваа влада и сите влади претходно ништо не направија за Македонија да биде енергетски независна. И сега ви кажам нешто друго. Не оваа или друга било која претходна влада. Народот, како што е манипулиран да верува во дека сме енергетски независни, беше манипулиран да верува и дека рисот Марко ќе останал без дом и не дозволија да се гради Бошков мост и Луково поле. Платени со пари од странски, наводно еколошки невладини организации, практично преку нив се блокираат енергетски, рударски и секаков друг вид на индустријски договори и проекти во Европа со цел да се блокира развојот на такви проекти, например на Балканот или во други земји, а за таа цел да профитираат земји као Австрија, Германија, Србија и така натаму. Тие ги финансира луѓето кои што протестираа на Галичица, например за Бошков мост и Луково поле. Тие истите протестираат и за други проекти кои што значат индустриализација на земјава и енергетска независност. И тие беа доволно 15 луѓе со странски пари да изманипулираат еден куп луѓе други на изборите кои што седеа после тие протести да гласаат за опозиција во тој момент и ние не добивме две практично хидроенергетски централи, не ги добивме заради тоа што со странски пари преку невладини организации наводно за животна средина се штите интереси на Австрија, Германија, Србија, Унгарија и не добивме. Како што не добивме ни клинички центар, практично народот, луѓето кои што бараат енергетска независност, гласаа против енергетска независност. Сега, бидејќи сите гласаат против клинички, против енергетска, сега имаме влада која што вика уживајте енергетски сме независни. Сега влада што лаже. Например, вика ние сме енергетски независни, меѓутоа во исто време нема ни еден енергетски проект. Значи нема невладини да му се бунат, а ваму ги лаже луѓето дека сме енергетски независни. И волкот сите овци набројано си краде пари.